Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Вие, луѓе од Назарет, дојдете овде и слушнете ја заповета на царот. Ќе се изврши попис. Секој граѓанин на земјата мора да се врати во своето родно место за да биде избројан. Тоа се разбира не е добра вест. Но откога ќе бидете избројани, можете да се вратите овде. Почитувајте го законот. Запомнете, царот е строг. Целиот Назарет бил вознемирен. Многу луѓе биле вознемирени. Заповедта на царот не се вклопувала во нивните планови, но се вклопувала во Божиот план. Дури и Марија и Јосиф требало да се подготват за тоа долго патување. Јосиф бил потомок на царот Давид, па поради тоа морал да се врати во Витлеем, неговото родно место. Патувањето може да биде пријатно, но некога треба да поминеш 180 километри пеш. За Марија патувањето било особено тешко, затоа што таа го очекувала нејзиното прво дете. Таа веќе знаела дека ќе биде мајка на Божиот син, затоа што ангел им ја соопштил оваа добра вест на двајцата, и на Марија и на Јосиф. Исус, спасителот на светот. Тоа беше Божиот добар план. Патувањето до Витлеем изгледало како да нема крај. Тие патувале веќе 5 дена. Марија и Јосиф не го планирале тоа за себе, но тоа било дел од Божиот план и затоа тие биле послушни. Во Витлеем тие биле многу разочарани. Нема ништо слободно. Сите соби се зафатени. Прашете на друго место. Одете, овде нема соба за вас. Насекаде, на другите места вратите биле затворени за нив. Најпосле нашле место во една штала. Штала во Божиот план. И таму, среде ноќ, се случило чудо. Се родил Исус. Марија го зела Исус, го завиткала во платно и го ставила во јасли. Божиот план бил остварен. Замислете, 700 години пред да се случи ова, Бог ветил дека Месијата ќе се роди во Витлеем. Бог толку многу го сакаше светот, што го исполни својот план и ни го даде својот син. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!